неколку. Добро. Добар ден од мене. Јас сум професор доктор Кирил Лисичков од Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Инаку сум завршил насоката за прехрамбена технологија и биотехнологија, односно прехрамбено-биотехнолошко инженерство. И во таа област и напредувам, односно таа област се гајам на природните производи, посебно на делот кој што се однесува на природните екстракти и начинот на нивно добивање и нивна примена, и во последно време повеќе кон современите трендови за, да кажем, здрави и фармаконутриционистички вредности на храна со квалитет кој што навистина ни е потребен. Се одлучивме за ова презентација Омега револуција, малку насловот може би изгледа чуден, но предизвикот беше тоа што некаде во септември, половината на септември, имавме средба, ја и доктор Мишич, со еден од тројцата по свет најцитирани фармаконутриционисти, и вие сте први со кој што ќе се сподели ова информација. Тоа е доктор Пол Клейтон, кој што зборува многу за тоа што значи инфламацијските процеси во организмот и како на истите можеме превентивно да делуваме од начин со помош на природни производи, и тоа не само анимални, затоа што кога се спомнува омега се мисли на анимални природни производи, туку и растителни. Затоа се оди со тој наслов Омега револуција, затоа што омега практично масните киселини или незаситените масни киселини кои што се дел од нашата храна и како се битни, и нивниот баланс е многу битен во нашиот организам, и од тука почнуваат и превенциите во однос на нив и што се случува и како се случува во организмот. На следен слайд, ако може. Ние самите знаеме дека кога се спомнува за омега, најчесто се збори за омега-3 масни киселини, односно тоа се полинезаситени масни киселини кои што наоѓаат и како битно значење и во нашата храна, затоа што се есенцијални масни киселини и како такви организмот не може да ги синтетизира, односно треба да ги внесеме во нашиот организам. Сега, зошто се битни? Некои веќе ги внесуваат на ниво на клеточна храна, за кое што ќе му најавам на професорот Ангелков дека наредниот пат ќе збориме за тоа, затоа што за мене е еден пионер и професор кој што секогаш ги прати трендовите во сето тоа. Клеточната храна е еден, да кажам, старо нов поим, кој што е сега вака формулиран како клеточна храна, а тоа значи дека на секоја клетка, на ниво на секоја клетка се потребни нутриенти кои што се битни за нормално функционирање на тој основен и базален метаболизам. Меѓу една од нив е и се полинезаситените масни киселини или омега масните киселини, и затоа е таа омега револуција. Зошто? Затоа што во прв ред делува на клеточните мембрани, и ако ја погледнете самата омега, делува на ниво на мозок, делува на ниво на крвни садови, делува на ниво на самата клетка, и како таква потребно е да се задржи доволно долго во нашиот организам за да може да делува. А зошто така делува? Затоа што кога збориме омега-3 означува дека на третиот се атом, малку сега хемија ќе кажам, имате двојна врска која што влегува во борба со слободните радикали во организмот и на тој начин делува практично да ги неутрализира тие слободни радикали. И делува на клеточната мембрана, а со тоа ја прави клеточната мембрана пропуслива, за да може сите останати нутриенти да влезат онаму кај што треба, дали до горевните елементи,
односно митохондриите, каде што се обработува аденозин трифосфат како енергија или до останатите делови на самата клетка. Значи, мембраната на самата клетка, како надворешната во однос на околните, така и внатрешната во однос на јадрото, и како е многу важна и се работи, нели, затоа збориме за клеточна храна. Инаку, постојат и омега-6 и омега-9, кои што и така се битни во нашиот организам, но овде ќе нагласиме зошто е битна таа омега-3, каде што влегуваат полинезаситени масни киселини, кои што и текако се битни за нашиот организам. Превентивно, омега-3, кога ќе спомнеме, не асоцира на риби, но е перли кој деца што ни ги давале, на кои што сме се мрштеле, али благодариме на нашите родители што се ни давале такви перли за правилен развој на коските, правилен развој на нашиот организам, во прв ред правилен развој на мозокот, затоа што ќе кажам, нели, и текако делува многу добро на сите делови од нашиот организам. На следен слайд. На следен слайд ќе видиме тоа што представа практично омега-3, зашто викаме омега револуција и што се состои практично во што влегува се во омега масните киселини. Во прв ред, значи, кога збориме за омега, тука имаме мононезаситени масни киселини и полинезаситени масни киселини, алфа-липоична киселина, која што е многу важна, или ала, но за нас од интерес ќе бидат во ова предавање ЕПА и ДХ и ДПА. Воведувам и ДПА затоа што многу малку се збори за тоа. Тоа се полинезаситени масни киселини, уште се викаат ПУФА или polyunsaturated fatty acid. Зашто не се сатурирани? Затоа што се активни такви. И тие се, кажав, ловци или скевенџери на слободни радикали. Има долги алифатични низови и на нив тие двојни врски влегуваат во такви реакции. Ги има во рибеното масло, но истите ги има и во растителни суровини, така да практично ние не сме лишени и за оние што се вегетаријанци и оние што се вегани. Исто така, многу добар квалитет на вакви типови на масни киселини има и во алгите кои што се, нели, изложени на сончева светлина и вршат фотосинтеза и се богати на еикопектанска, од таму доаѓа насловот, но ние знаеме како ЕПА, и ДХА, која што ДХА е доксохексанска и многу важна за мозокот и мозочните функции. Дури се смета дека истата влегува во процесите на регенерација на мозочните клетки и процесот на чистење на тие така наречени бензодиазепински рецептори во мозокот, кои што и текако сме едно од нациите многу користиме бензодиазепински препарати на основа на ксиолити, кои што по најновите сознанија покажуваат дека тоа води до аутизам, односно води и до Алцхаймер и Паркинс, затоа што предниот дел од мозокот се блокира и за тоа се препорачува, нели, најновото сознание дека да не се користат толку многу бензодиазепини, а во чистење на бензодиазепински рецептори и регенерација од натрупаните количини на бензодиазепински деривати во прв ред учествува ДХА. Значи ДХА или доксохексанска киселина е многу важна практично за самиот мозок. Сега, ние можеме да кажеме јадеме риба, но немаме толку доволно квалитет на храна или пак не знаеме како е третирана или како е таа храна замрзната или донесена, дали е свежа таа риба и така натаму. Обично се вика, нели, морските риби се богати со овие масни киселини, но не значи дека и езерските нема, затоа што правевме испитувања на циприноскарпио или на крап од тиквеш и покажавме дека и таму има вакви полинезаситени масни киселини, кои што и такако се важни и битни и на начинот на кој што ние ќе ги изолираме. На следниот слайд ќе збориме малце повеќе за омега масните 3 киселини и зашто тие се битни. Битни се во прв ред, реков веќе, за мозокот, а исто така се битни и за останатите органи, крвните садови. Најчесто во крвните садови се случува еден процес на тивка инфламација
И испитувањата кои што сум ги читал и кои што на некој начин се прават на суви капки крв, покажуваат дека над 90% од луѓето, можеби 95%, се наоѓаат во една тивка инфламација, тивка воспалителен процес, што покажува кај нив дисбаланс на омега масните киселини, односно поголем удел на омега-6 во однос на омега-3. Не дека омега-6 не е важна, туку тој баланс треба да биде најчесто порано бил 1:1 на омега-3, односно омега-6, но ајде сега се дозволени граници некаде максимум до 4:1 на омега-6 и омега-3, и се што е веќе над 4:1 до 9:1 е жолта зона, што покажува веќе дека доаѓа до инфламација, а на 9 односот покажува дека се работи за некаков воспалителен процес, кој најчесто почнува на зидовите од крвните садови и на тој начин понатаму се шири. И во таков случај обично се дават статини, значи се почнуваат да се зголемуваат, да се пореметуваат дисбалансот на мастите во организмот, тоа значи триглицериди, холестерол, сте слушале добар, недобар, и започнува еден процес на инфламација, тивка инфламација, кој што ја би го викам дека е еден вид тих убиец. Сега, многу од нас ќе кажат, добро, ние ќе јадеме риба, ние ќе јадеме природни производи, но не е тоа доволно за нашиот организам. Многу од нас ќе кажат, да, ќе купиме производи, омега е 1000 милиграми, и пак ќе ви кажам, не е тоа доволно, затоа што кога веќе се оди на суплементација. Најдобро е да се оди на суплементација која што е во течна форма, како се подобра за клеточна храна, и најновите сознанија покажуваат дека при тоа делување и таа суплементација во таква насока, добро можеме да ги вклучиме и растителните, можеме и анималните, од анимално потекло да ги вклучиме масните киселини или да влеземе во нивен баланс. Што значи во нивен баланс? Во нивен баланс, да речеме, значи да направиме една мешавина во која што ќе имаме примерно 60% омега масни киселини за таа омега револуција за која говориме, кои што ќе бидат од растително, од анимално потекло, а 40% да имаме кои што ќе бидат од растително потекло. На следен слайд. На следниот слайд може да видите она што се вика, да речеме, тоа што сега го спорам, колку од овие масни киселини, за кои што спорев, како проценти се важни и каде се користат и зашто се користат. Ако земете вие, знаете дека ескимите живеат долго. Зошто долго? Затоа што се во прехрана повеќе со риби или производи кои што се нерастворливи во вода. Сега, но сепак е многу добро да не се оди само на анимални масни киселини, туку да е мешавина или како наречена бленда од анимално и растително. Например, од северноморски риби или плави риби да се добие рибино масло по технологија која што ќе биде без присуство на тешки метали, без присуство на живе или било што можело да дојде како таков во самиот екстракт од омега масните киселини, и 40% да биде, да речеме, ладноцедено масло од дива маслинка или од маслинка, и во тај однос ви имате еден многу добро избалансиран однос на полинезаситените масни киселини, што би значило и однос на пуфа во нив. Значи, кога избирате масни киселини или кога избирате она што се вика суплементација од масни киселини, многу важно да го знаете односот на, запомнете дека ова ЕПА, екопектанска, и ДХА, доксохексанска. Тој однос треба да биде 2:1 или пак можеби малку покачена корист на ДХА. ДПА е доксопектанска, која што многу малку ја спомнуваат и во многу малку масла ја има. Ќе кажам зашто е битна. Сега, тој однос на ЕПА и ДХА покажува дека ако земете една вие таблетка од 1000 или една капсула, гел капсула која што се продава, пише 1000,
Тоа не е баш така како што е кажано таму. Зошто? Затоа што вие треба да имате однос. Погледнете го односот на ЕПА со ДХА. Сегде ќе најдете дека е 600 мг ЕПА во однос на 300 мг ДХА. Што или помалку или 400, што не е доволно за нашиот организам. За нашиот организам најдобар сооднос од сите испитувања 1200 мг да биде ЕПА и ДХА да биде над 650. Тој однос, ако е така задоволен, тогаш нашиот организам го препознава и затоа што реков ДХА оди за мозокот. Тоа е храна или горево за мозокот и мозочните клетки. Додека ДПА со пектанска киселина го задржува доволно долго овој однос во нашиот организам. Значи, вие треба да имате доволно долго во нашиот организам да остане една омега. Најчесто сите омеги се задржуваат некаде 7 до 8 часа. Но постојат омеги кои што се задржуваат и повеќе, односно добиени таков вид на сооднос се задржуваат повеќе од 15 часа до 24 часа во нашите крвеносни садови, доволно долго за да стигнат и до најситните капилари, онамо и да завршат тој процес на антиинфламација на нашиот организам. Ако кон нив се додаде уште екстракт богат на полифеноли и таквата мешавина се стабилизира, да речеме, со етерично масло добиено од портокал, етерично масло од лимон, вие ќе добиете една многу добра комбинација за вашиот организам. Во тој случај, запомнете го и тоа, што тешко ќе го најдете во литература, а тоа е дека кај спортистите или луѓето кои имаат повеќе физичка активност, многу брзо се троши омега. Значи, многу брзо оди омегата во организмот и се задржува многу помалку. Затоа при физичка активност треба да се води сметка колку омега во таа омега револуција ќе му дадеме ние на нашиот организам, за да не дојде при таа физичка активност до натрупување на лактати во организмот, и ако се натрупат лактати, тога станува уште поголем проблем и воспалнителниот процес може на место да го смириме, ние да го подбутнеме понатаме. Следен слайд ќе молам Македонка или професорот кој? Сега, ова што го зборев до пред малку, еве ви го дадено и тука на слайд, ја гледате и самата структура, како функционираат овие масни киселини, тука е малце повеќе хемија и нејзиното потекло, нели, тоа што според може да биде растително, може да биде анимално, но најдобра комбинација од искуство ви кажува нивна мешавина, значи блендирање во однос 60 со 40. Тоа е најдобрата од искуство ви кажува на самите омеги. И друго, што тука ќе го чуете, е тоа дека омега не се дозира една гел капсула така, тектуку така. Не. За да имате вие добар ефект на омега, тогаш треба да се дава по 0,12 мл на килограм телесна тежина. Значи, омегата се дозира по килограм телесна тежина. Не може да биде исто една капсула на сабале омега и за некој што тежи 70 кг или некој како мене што е малце покропен над 100-ката. Значи, 0,12 мл е таа некоја, да кажем, формула која што оди на килограм телесна тежина, нормално како оди со комбинација. Следен слайд. Кога збориме за омегата, сакам важно да ви го кажам, како практично самата омега делува и зашто делува на тој начин и зашто е толку битна. Вие кога имате во една мешавина, да речеме омега растителна, богата со полинезаситени масни киселини, и омега анимална, богата со полинезаситени масни киселини, прво во прв ред мора да ја стабилизирате, значи да не биде изложена на директна сончева светлина, затоа што е многу реактивно способна и влегува во тие реакции на борба со слободните радикали, односно
директно делува на клеточната мембрана. Ние во организмот имаме многу натрупани нефункционални клетки и тие нефункционални клетки со тек на време, ако ја закиселиме пеха во нашиот организам, значи влеземе во подрчето на лимфата некаде 6 или не дај Боже 5 и 5,5, кој што се случува кај пушачи, кај луѓе што јадат поинтензивно месо, во храната, не сум противник на ништо. Тогаш треба ние полека да правиме алкализација на организмот за да ги чуваме клеточните мембрани. Сега тие такви клетки во таква средина нефункционални најчесто треба да се испрат од организмот затоа што организмот на 120 дена ги регенерира клетките. Обично во летно време се случува да ако само јадеме храна богата со омега-6, а омега-6 ја има за жал многу повеќе низ прехранбените производи од омега-3, во тој случај ние ги билдаме нашите крвни зрнца, почнуваат волуменозно црвени крвни зрнца да растат и во еден момент нема доволно капацитет еритроцитите да го понесат целиот кислород во организмот и започнуваат да пукат, станува лиза и затоа летно време најчесто после море, кога се прави обнова на крвните садови, се оди на планина точно заради тој баланс во однос на трансферот во нашиот организам. Исто така, во прв ред, тоа што делува омегата е и на чистење на овие атипични клетки, односно клетки кои не се станале атипични и се нефункционални и обнова со нови клетки и на ниво на нервно ткиво, што е многу важно. Сега, многу е важно како ќе биде добиена таа омега во таа омега револуција, односно да биде добиена омега и како ќе биде дозирана. Најчесто во новите студии, што понатаму ќе спореме на следни предавања, тоа е клеточната храна, најчесто најдобро е да биде дозирана сублингвално, односно под јазик, за да може многу брзо да делува. Затоа јас практикувам, да речеме, ако е течно омега и течните дозирани фармаконутрионистички форми се многу подобри отколку цврстите. Во прв ред, ако апсорбцијата на хранливите производи на ниво на цревни резички оди до некаде 20, максимум 25, а сублингвално веќе оди до 98 ресорбцијата, што е многу голем процент, односно апсорбцијата и многу брзо дела. Вие знаете, во ургентни ситуации сите сте чуле дека нитроглицеринот се става под јазик, зошто за да делува побрзо преку крвните садови и лимфниот систем. Следен слайд ќе молам. Продолжуваме со делувањето на омега-3 масните киселини. Покрај антиинфламаторските особини кои што се во прв ред, тие учествуваат и во регенерација на клеточните ѕидови, во чистење на тие клетки за кои што ви спомнав нефункционални или како што ги нарекуваат клетки кои што се стари и не се размножуваат понатаму, за да може на нивно место да дојдат нови клетки, а во исто време и да се активираат така наречените клетки кои што се од типот на оние кои што помагаат, да речеме, за активирање на матичните клетки. Го барав зборот на македонски, да не ви го кажам, на некој друг јазик, на руски или на бугарски. Значи, матичните клетки, кои што се на ниво најчесто на градна коска или на ниво на путна коска, и така може да се активираат во сите години од животот, така се покажуваат најновите сознања, но се со директна врска со баланс омегите во нашиот организам. За производство на омеги со квалитет, да знаеме дека нема во нив присуство на тешки метали, затоа што рибите веднаш ги врзуваме со жива, веднаш ги врзуваме со микропластика, веднаш ги врзуваме со нешто за кое што сме слушнали. Постојат така наречени зелени технологии, од кои што или врз база на кои што може да се производи кои што производи и tekako се квалитетни, односно и tekako
и како се чисти и добиеме таков квалитет кој што му треба на нашиот организам. Следен слайд. Сега, омега 6 од нив ќе ги спомнеме линолната и арахидонската киселина. Гледате, арахидонската киселина е многу важна и во сите тестови, во сите тестови кои што се прават за присуство и баланс, еден од показателите за тоа колкава ни е инфламацијата во организмот е арахидонската киселина. Значи, арахидонската киселина е таа која што говори колку практично повеќе омега 6 во однос на омега 3. Ако таа вага, тој дисбаланс, реков, навагне и се дигне повеќе омега 6 во однос на омега 3, во тој случај ние одиме и буткаме кон инфламација. На сета ова инфламација, ако дадеме и закиселување на организмот, е и стрес, во тој случај одиме во многу лошо поточје. И следен слайд, после омега 6, Македонка. Еве како изгледат масните киселини. Погледнете ги. Еве вие, горе ви е омега 3, доле ви е омега 6. Гледате, многу се слични по структура, со таа разлика што кај едната е на 6-тиот си атом, на другата е на 3-тиот си атом. Значи тоа се така наречени алиф. Прекина нешто интернет. Укасом, се слушаме сега. Имаше прекин малку. Интернетот прекина. Гледате, е функционална карбоксилна група десно, но побрзо делува омега 3 отколку омега 6, затоа што двојната врска е поблиску до десниот крај од ланецот. Толку од структура, јас не сакам да влегувам во хемија, повеќе сакам практични работи, чисто визуелно да ја видите структурата, дека се работи за еден алифатски низ. Понатаму, Македонка? Сега, погледнете сега тука, кога ги збореме споредбено омегите, ние можеме да кажеме дека и омега, речете, и омега е добра, но во овој случај омега 6 прави проблем затоа што ова киселина во суштина има по-долг ланец, за разлика од омега 3 и е многу како структура е многу да кажем, тешка со молекулска маса и од тоа е по-трома од омега 3 и затоа прави повеќе проблеми ако се истата појави во поголема концентрација. Значи не треба да биде во поголема концентрација омега 6 од омега 3. Она што гледате во масла растителни богати со омега 3 об омега 6, тоа е дополнително додадено. Во маслата растителни за јадење имате најмногу омега 9, а тоа е една масна киселина, која што ја викаме олејска масна киселина, која што е незаситена масна киселина и сите масла се најчесто течни, ако збориме за масти, тогаш збориме за цврсти масти. Затоа балансот на омега 6 и омега 3 треба да биде и такако многу важен и реков омега 3 се троши многу повеќе за разлика од омега 6. Понатаму? Сега, како делуваат? Како делуваат двете? Кога се во дисбаланс, има инфламаторен процес. Значи, тие кои подпуснуваат инфламаторниот процес. Хронично имаме недостиг на омега 3. Значи, ако имаме голем недостиг на омега 3, сега ова, да речеме, кај деца со аутизам, овој дисбаланс е енормно голем. Кај луѓе кои што имаат она болест на 3 букви, и така овој дисбаланс е многу голем. Кај луѓе кои што имаат проблеми
со хронични инфламации, како што се ревматоидни артрити, значи инфламации на крвни садови, како овој однос е многу голем, тоа директно укажува на проверка дека шеската е повеќе во однос на тројката и тоа значи дека ако збориме од аспект на нутриција, ние мораме да советуваме тука намалување на производи кои што се користат во храна, кои што и tekako понатаму го потпалуваат, да кажем, овој процес. Има една интересна книга од доктор Пол Клето која што вика запрете го пожарот во вашите тела, а тоа значи влезете во баланс и нека тројката и шеската бидат на исто ниво. Понатаму? Сега, односот, пак ќе кажам, дозволен однос е најдобар однос и порано бил односот 1:1. Во природните екстракти што се добиваат, најчесто е 2:1, омега-6 во однос на тројка. Додека тоа што се толерира е 3:1, максимум границата е 4:1. Се што е од 4 до 9 е жолта зона и тоа значи дека влегуваме во тивка инфламација, а се што е над 9 е веќе инфламација и тука треба да се преземат активности за да се стопира овој процес. Затоа, како од специјални тестови за кои што можеме друг пат да збориме, на сувак и гледаме што се случува во нашиот организам. Толку во однос на односите, да знаете, овие киселини, и мислам дека сме при крај. Овде е покажано како се стигнува во процесот на производство и како е тој однос од лево на тројка и од десно на шеска, како функционираат на ниво на метаболизам и како истите. Гледате колку се слични самите структури на тројка и шеска, со таа разлика што секој пат тројката, пак ќе повторам, се троши многу брзо, особено кај спортисти, кај луѓе кои што имаат јака ментална активност. Да. Нешто не интернетот нешто испадна мрежата. Не треба да дојдеме во еден дисбаланс и најубаво е да го држиме организмот во еден баланс. Јас имав толку, затоа што професорот Борис секој пат држи со времето, да не одам повеќе од што треба да влезам во ваквото. Дај простор малце временски за прашање и одговори ако има. Јас се извинувам и на вас сите, првенствено на професорот Борис, затоа што во вторникот требаше да бидам, но имаше некои состаноци, па го префрливме за денес. И секој пат сум расположен. Ние сме флексибилно поставени, многу лесно вршиме замена, така да не беше голем проблем. Кога функционираме вака Борис и со да ги пренесеме знањата до сите вас што слушате. Повелете со прашање. Дали има прашања? Оби нешто сакаш да прашаш? Да, се мислам дали да прашам. Да не се мислиш, однапред си во право, ако прашаш. Размислува како да го формулира. Нема глупави прашања, рековме. Глупави само може одговорите да видат ако не знае некој. Така, одговори. Да е скромен и да речи не знам ова, ќе проверам кај пише. Тоа нема почесно од тоа. Здраво, професоре. Добар ден. Добар ден. Морам да ви кажам дека ова е една од моите омилени теми и мило ми е дека изнесовте и работи кои што наистина се непознати, посебно на пошироката јавност. Ја лично сум веќе професорот Борис и Македонка знаат, ја веќе лично сум засегнат од последиците на дисбалансот на омега масните киселини и лично правам и свое едно истражување, свој еден труд, можеби на крајот на ова предавање, ова обука и ќе го споделам. Ме интересира ваше мислење, вие веќе го спомнавте, тоа го начнавте во однос на
матичните клетки, кои што нели се повеќе се поголем е трендот на нели примање на матични клетки во различни установи насекаде низ Европа, и тоа се повеќе и повеќе станува тренд. Резултатите некако се скептични, меѓутоа од друга страна цените се астрономски. Апсолутно. Како викаат луѓето бараат спас во се и ќе го дадат и последното, а од другата страна изгледа да го злоупотребуваат тоа. Сега, кога збориме за матичните клетки, а вие ги спомнавте и тие нефункционални клетки. Така. Сега, последните истражувања викаат дека тие... Санцест, обично ги викаат санцест клетки. Да оптеретувам со тој. Последните истражувања викаат дека баш тие нефункционални клетки, кои што кога се неискористени, нели на крајот и предизвикуваат оксидативен стрес. Така. Се тие матични клетки. Сега се поставува прашањето зошто не се искористени. Така. Нели они настануваат преку процесот на диференцијација и како во софтверскиот свет тоа го знаат, нели, овие IT што се, каде што е бинарниот јазик единици и нули. Нула, така. Исто така функционира и нашата ДНК преку базните парови, тоа се четирите нели аденин, тиамин, пиримидански бази, така. Така. И сега кога ќе настане било каков проблем во телото, нели имаме празна клетка, организмот тоа го регистрира, праќа информации, ги зема од ДНК-то, зависи кај се наоѓаат во кој хромозом, во кој алел, ги зема... Тоа се преку така наречена информациона РНА. Така. Да, преку процесот на секвенционирање. Преку процесот на секвенционирање, буквално ја кодираат таа клетка, ја испраќаат и започнува процесот на опоравување. Сега, зошто тоа постојано не се случува? Последните истражувања викаат дека тоа е баш поради ова што сега вие го изложивте. Сега, дали има смисла сето ова или... Има. И такако има. Значи, за сето ова многу сум истражувал, многу сум читал, сум полемизирал со доктор Пол Клейтон, кој што работи на таа област, и дојдовме тука до еден заклучок, значи он има повеќе клинички искуства, побарајте го литература, ќе видите за кој зборам, да само. Ја мислам дека веќе го читам, него го пратам, ако не сум, ако не да. А јас со него, еве сега излегува, знае професор Борис, имаме во Тузла за производство на храна кај нашите колеги на конференција, излегува таму едно пленарно предавање точно нова област омега револуција, и затоа и на вас го дадов сега, затоа што практично да го сопреме тој процес, да кажам, на пренесување и трансфер, точно вие што го зборите сега на ниво на ДНК, од еден орган на друг. Како што функционира Професоре тука. Интернетот, кочи интернетот. Кога ја ги сум на факултета, ма интернетот ми е хаозен. Зашто трансфер на инфламаторниот процес од еден до друг, од еден во друг орган, затоа што, еве сега ќе ви кажам уште една тајна, е работено долго време на комбинација на омега со еден друг вид екстракт, за да дојде до ексфолијација или сфрлање природно на овие такви клетки кои што се нефункционални и истите да се заменат со нови клетки, односно дојде до диференцијација правилна на клетките кои се матични, кои што ги имаме ние во организмот. Не разбирате? Сега. Да, апсолутно. Тоа е тајната или клучот за вечната младост. Да си бидеме искрени. Регенерацијата е загадка, огромна загадка. Кога ќе почнете од хидрата па назад, од гуштеро со опашката. Така. Сега, во тоа истражување, што една тајна ќе ви открија, е разработувана инекција или вакцина за вечна младост за исфрлање нови клетки на ниво на
месенџер рибонуклеинска киселина и во моментот пред да почне се тоа што помина зад нас, таа е искористена како вакцина за нешто друго. А во исто време е развиен комбинација на омега, тој бленд или таа мешавина растителна анимална 60-40, сега може плюс-минус е нешто потесно, во комбинација со еден мултикомпонентен екстракт кој во себе вклучува, пазите што се, кверцитин и фукоидан од алги, а кверцитин од растенија, со цел да дојде... Најмногу има во кромид, во црвениот кромид има кверцитин. Кромидот, да. Да, од кромидот, да ексфолиацијата дојде природна на овие клетки, а на нив се активира другите клетки. Во исто време е правена, и ви кажав, и таква, да кажам, вакцина за вечна младост, која што е искористена, знаете, сега ви кажав зашто е искористена друг. Така да, таа е, да кажам, како да кажам, ајде борба меѓу натуропатијата или природниот начин со она што е. Да, се сложувам дека скапи се тие цел трансфер, но не е така како кај природните процеси. Не е така како што би одело природно и како што би се активирале нашите матрични клетки во нашиот организам. Одлично. Благодарам, професор. Други прашања? Не, доволно, доволно. Доволно е. Ако нешто ви интересира повеќе, има адреса има ваша и ќе направите контакт. Целта на ова обука е покрај оспособување на слушателите да воспостава врска со предавачите, трајна врска, потрајна врска за соработка во иднина, значи. Тоа е целта. Така. Добро, тоа ви благодарам. Антонио, да не има нешто да праша? Ајде, слободно, тука сум. Немам, професор, немам. Немаш, добро. Одиме на следниот предавач. Ние да му се заблагодариме на професор Лисичко што одвои време да не удостои денес едно прекрасно предавање и бидејќи не можеме да го платиме неговиот труд, немаме толкова голема пара колку вреди неговиот труд, ние еден скромен аплауз ќе му даеме денес за неговото залагање. Така да помина времето на аплаузи, на значки, на плакети, на захвалници, благодарници, али има се уште волонтери вака лудајки ко нас, што работат за народ. Сето тоа Господ кога тогаш ќе го плати, ќе го наплати. Да, така. Фала ви многу. Успешна обука, тука сум секој пат што треба, еве го професор. Благовремено ќе ве ангажираме во крајот на јануар, имаме следната сесија, ќе ви известиме, кој ќе ви честитаме нова година да ве подсетиме на следната сесија. Пријатно. Убаво попладне и се најдобро. Фала, пријатно. Чао.